Комплексот Македонско село во Горно Нерези после 6 години напролет ќе ги прими првите посетители. Имено владата најави дека до крајот на месецот ќе објави оглас за изнаемување на објектот кој ќе биде даден под закуп на приватна фирма. Директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски истакна дека комплексот е во запуштена состојба. Се соочивме со искршени клупи, оштетени кровови и нефункционални електрични возила. Сепак внатрешноста на куќите е зачувана. Се врши проценка пошто ќе го објавиме огласот за закупец, изјави Томовски. Комплексот отворен во 2016 година престана да функционира во 2018 година, откако претходните концесионери Тинекси и Хотел Квинс се повлекоа поради финансиски загуби. Иако во изминатиот период беа најавувани проекти како стартап село, тие останаа нереализирани. Комплексот ќе се издаде на најмалку 10 години, со цел да се овозможи исплатливо вложување. За санација ќе бидат потребни најмалку 200.000 евра, а отворањето се планира до 1 мај. Иако не работи, службата за општи и заеднички работи редовно ги подмирува трошоците за осигурување и обезбедување. Досегашните финансиски загуби достигнале 350.000 евра, на кои ќе се додадат и средствата за обновување, велат од службата за општи и заеднички работи. Комплексот се состои од 12 автентични куќи, со долни катови за демонстрација на занаети и горни катови како хотелски соби. Новата иницијатива има за цел да ја врати туристичката и културната вредност на ова уникатно место и да го претвори во ресурс кој ќе привлече посетители и ќе придонесе за економскиот развој.